Здраво и добродојавте во првиот подкаст од серијата на подкасти на младите можат, кои што ќе обработуваат различни теми кои што ги засегаат младите. Со мене, јас сум Анита и покрај мене со мене денес се тука уште 3 гости, кои се Иван, Никица и Мила, кои што биле низ годините дел од младите можат. Ќе зборуваме малку за младите можат, за приказната, како почнува, меѓутоа и што се прави младите можат низ годините. Иван, ќе започнам со тебе. Дали сакаш да ни раскажеш малку за почетоците на младите можат? Да, од тоа што мене ми беше раскажано, 9 луѓе си имаат собрано во Скопски кафич и решиле да основаат организација која што и после 14 години обстојува и успешна и прави подкасти. Да, ова е кратката верзија, меѓутоа подолгата верзија следна. Усвари, јас не сум основач, меѓутоа се приклучив во организацијата после 7 месеци. Да шеташ, така? Да. Да, главната мотивација во тоа време ми беше, пошто тогаш немаше многу невладини организации, немаше толку многу можности како сега. И случајно запознав еден човек кој што ми беше колега на факултет и кој што во тоа време беше еден од основачите на младите можат и мене главната мотивација ми беше да прошетам надвор од земјава. И така и се приклучив кон организацијата, ма кога го видов духот тогаш на луѓето кои што беа основачи во организацијата и зошто го прават цело тоа, некако решив дека сакам да видам дел од оваа приказна и некако ми го смени животот организацијата, ми даде и професија и денеска го работам тоа што почнав тогаш да го работам, а тоа е да работам со млади луѓе. Сега, како е формирана организацијата, да се вратам назад? Да, формирана од 9 луѓе, кои што во тоа време биле во различни младински организации, но не им се допаѓале начините на кои што функционираат организациите. Дел од нив биле само за да бркаат проекти, за да земаат пари, но не биле водени од вредностите. И затоа овие 9 луѓе викаат дека сакаат да направат организација која што ќе биде формирана на здрави нозе, здрави вредности и ќе работи пред се за идеја. Која е таа идеја? Тргнуваат од идејата дека сакаат младите од пасивни, незаинтересирани, конфликтни, неактивни да ги направат активни и заради тоа и самото име младите од состојба да не можат, да можат. Затоа и организацијата се вика Младите можат и некако јас кога се приклучив одма го почувствував тој дух од основачите и мене ми беше инспирација да продолжам да работам и со другите луѓе, со другите генерации и некако останав после тоа и да водам организацијата и многу млади луѓе после тоа се вклучија во организацијата и предпоставувам дека го осетија истиот тој дух. Не знам, Никица беше дел од тие луѓе кои што се вклучија во времето кога јас ја водев организацијата. Не пред 14 години, значи не пред 14 години да напоменеме. Пред 7-8 години. Така прилика, да, тој пред. Да, не знам, што почувствува ти тогаш кога се вклучи организацијата, што те натера да бидеш дел од активностите? Морам да бидам искрен на почетокот. Значи, се приклучив за да имам релевантна причина и оправдание дошто да ми одам во школа, бидејќи тогаш бев во средна. Сега, после кога почнав со активностите, нели, сосема беше поинако и сваќам дека тоа било многу лоша причина, сега си признавам, а во тој момент на мои 15 години тоа беше вау единствено зашто би сакал да се приклучам, ама кога се вклучив во ММ, дојде некои нови видици на работите, имаше нека многу пријатна атмосфера и поддршка ми пружа естествено и тогаш Анита нели беше дел од извршната канцеларија и мене ми беше момент кај што ја соработам со млади луѓе кои што се многу поискусни од мене и кои што ме мотивираа да направам нешто во момент кога ја можеби и не бев свесен дека можам тоа да го направам и тоа некако беше многу значајно и ми беше исто доста интересен моментот со тоа што ние членовите привлекувавме нови членови. Тоа ми беше некако вау момент кога сега ја тука работам нешто, правам некои активности спроведувам и со тоа успевам да привлечам нови млади во организацијата и некако тоа ми даваше вредност на самиот мене, се чувствував како да сум корисен во заедницата, а сето тоа беше благодарение на активностите на ММ. Се со текот на времето, нели како се повеќе
повеќе се вклучува во активностите. Сваќам дека не само што јас давам кон општеството и кон заедницата, туку дека и тоа некако враќа кон мене. Јас гледав дека се менувам и можеби од многу конфликтна личност која што имаше навистина голем конфликт со голем број на, да кажам, на мои врсници, почнав полека да се менувам низ текот на годините, низ проектите, во личност која што знае како да пристапи, во кој момент што точно да каже и да изреагира. Мислам дека тоа многу ми донесе лично на мене во комуникацијата со моите врсници, иако тоа не очекував дека може да се случи, ама да, некако онака сосема ми го промени животот и на некој начин погледот на работи како да функционирам. Не знам, верувам дека и на други тој им го променило, не знам. Ми текна прв пат кога те сретнав. Тоа беше лошо. На првата обука тоа беше лошо искуство. И за вас, и за мене, и за сите, да. Не знам. Да, ама тоа е суштината на самата организација, кога јас барем се сеќам кога те видов тебе на првата обука, беше активен, сакаше да направиш нешто, ама не знаеш како. Се од останатото ти фалеше. Да. И затоа ствари е тука организацијата. Да, ама мислам дека се е очигледна разликата или не. Пати што ќе кажеш, нешто се случило. Да, што се случило, не знам, ама да. Као, дефинитивно нешто е случило, нешто што не може да се објасни толку као што не нешто што се гледа као го фаќаш телефонов и се вака, туку е нешто, некоја работа што онака внатрешно се случува. Не знам, било кај тебе работа како биле тоа, баш ме интересира, што не знам. Мислам дека ти беше во организацијата, така да. Јас не се приклучив за да бегам во часови. Јас претходно бев активна во невладен сектор, ама некако никаде не може да си го најдам своето место и што е она што е, да речам, баш ова е таа организација. И памтам дека одма после првата, ние бевме од училишна заедница и како заврши тој проект, 5 или 6 луѓе од таа активност дојдовме во Младите можат и само што дојдовме во канцеларија, рековме дајте ни проблем, ние сакаме да решаваме некој проблем. И мојата прва активност беше училишна заедница. Ете, да. И толкава некоја мотивација добивме од таа прва активност, да ние сакавме да го смениме светот и од сега идеме и само работиме на активности. А Мила пред мама и Мила после мама се скроз две различни личности. Многу пораснав, стварно многу пораснав и ми ги смени погледите на животот и не зборам само она, знаеш, развој на меки вештини, презентацијски вештини, остварување контакти. Тоа некако за мене беше споредно, колку што е развојот на самата твоја личност, колку што е да научиш дека дури и мала промена која што ќе направиш, не мора јас со мојот проект да го сменам светот или да искоренам сиромаштијата, ама ако им помогнам на двајца или тројца, или ако сум те мотивирала тебе да се приклучиш во организацијата и ти да направиш нешто, тоа за мене е голема промена. Така да ми го смени многу, ме научи да работам на самата себе и да си ги наоѓам некои грешки, како да постапам, да прифатам дека окей, сум направила грешка, како да ја сменам понатака, што да направам, какви чекори да превземам за јас да бидам подобра, како да работам и на моето ментално здравје, и на мојот професионален развој и така натаму. Многу ме сменивте, дечки. Да, многу ме сменивте и ми е драго што јас не сум долго време, веќе 5 години не сум член и ми е драго што гледам дека многу луѓе проаѓаат низ целиот тој процес и дека се уште има млади кои што сакаат да работат на себе, сакаат да го менуваат светот. Така да, не знам, што се случува во овие 5 години. Да, јас си после 5 години се уште Да, може да кажам, извини, една шега како те викам ја, вака, меѓу нас во извршна канцеларија, Анита, директорката, ја викам Тито, да, како вечен председател на Југославија, ја викам, вечен директор на ММ, ја викам, да. Те доаѓаат и си одат. Само Анита е вечна, да.
Ќе видиме, се шалам. Да, навистина и јас сум еден од луковите кај што мама ми ја најде професијата, јас и како се приклучив во моите средношколски денови. Волонтирав долго време, се сеќавам на Мила и целата таа екипа како прв ментор на луѓето вие кои што бевте склопка во тоа време. Навистина мама од секогаш била организација која што има млади кои што доаѓаат и одеднаш сакаат да го сменат светот, сакаат да направат многу, меѓутоа драго ми е што со текот на времето сваќаме окей, не мора секогаш да правиме многу и да го менуваме светот, доволно е да помогнеме на човек, на двајца и со самото тоа што ги гледам Мила, Никица, каде се денес и самата јас каде сум денес после скоро 10 години во ММ, навистина тоа ми го дава онака вистинскиот дух на организацијата и драго ми е што и со сите предизвици продолжуваме да го негуваме тоа, затоа што во текот на годините ММ, иако беше професионална организација, можам да кажам дека во тоа време така бевме малку собрана екипа која што прави проекти, работи многу, би рекла добива многу мал финансиски надоместок за тоа што го прави, меѓутоа тука е, доаѓа за викенди, преспива, останува со младите се со цел да живееме таа идеја, меѓутоа она што е сменато низ текот на годините, дефинитивно младите можат почнува малку да се професионализира во тој аспект, иако да, се уште сме тука и гинеме за младите. Меѓутоа имаме професионално вработени луѓе кои што се стратешки работат на целите за кои што е остварена, за кои што е создадена младите можат. Да, така што сега сме тим од 5 луѓе во извршната канцеларија кои што се уште го живееме духот, иако се обидуваме, работиме со младите и тоа ни е примерна цел, онака баш на базично ниво да одиме face-to-face со младите да разговараме, да работиме на нивниот личен и професионален развој, меѓутоа сега младите можат би кажала дека е многу повеќе исто така и препознаена организација од институциите. Често сме поканети, седнуваме на маса со навистина луѓе кои што сакаат да слушнат, да го пренесеме сето искуство што го имаме собрано низ годините со младите, се со една цел да влијаеме на политиките, малку да носиме системски политики, решенија, се со цел да го направиме пак животот на младите подобар, да ги задржиме младите да останат тука, меѓутоа и да донесеме некои поквалитетни или да бидеме мали туркачи на оној момент да се избуткаат некои работи во нашата земја, да се мрднат од нула и да донесеме навистина здрави политики кои што ќе ги движат младите напред. Така што да кажам, тоа е нешто што е променет, иако духот на организацијата е се уште тој, се уште и за викенд сме тука и разговараме за различни теми, се собираме во канцеларија, можеби малце пораснати во подруга улога, ама Со еден збор, Мила, детето порасна. Да. Готова, добро води. Тргна и во средно сега. Има свој дом, поголем, тоа исто. Да, има поголем дом, така што на тоа некој ниво сме. И низ сите овие години, Иван, што мислиш, каде беа младите тогаш и какви беа во 2009-10, а какви се младите сега? Дали си имаат променато некои работи? Да, више поминаа скоро 15 години. Некои работи се исти, а некои работи се променети. И тоа е некој нормален процес. Муабетот е што во последниве години некако промената кај младите се забрзува и како организација младите може да остане во текст од тие промени, за да може да се приспособи кон нив и да им даде тоа што им е потребно. Тоа што е исто, што мене некако не ми е мило, туку што ја отсликува потребата дека организацијата треба да постои, се оние постулати дека младите се уште се зависни, се уште не се доволно активни, се уште не инвестираат доволно во себе, и тоа е тоа што е исто пред 15 години и што е сега исто, и младите може тука работи на таа потреба. Тоа што е различно се може Имаме помалце млади. Имаме помалце млади, да, и тоа исто е еден голем проблем. Помалце млади, повеќе младички организации, некако борбата за млади, за да ти дојдат и да бидат дел од активностите е поголема. Пожустро. Пожустро е и да ги задржиш тие млади кои што ќе ти се приклучат,
2, 3, 4 години е многу потешко, бидејќи многу повеќе одат веќе да студираат во странство, Да. не остануваат. И сега фокусот на младите е малце пократкорочен. Ако тогаш немаш толку многу можности и активности, и младите многу беше лесно да ги привлечеш, сега не. Сега треба да им понудиш нешто така пократко, побрзо и нешто што ќе има они поголема лична корист во овој момент. Одма и сега. Тогаш. Да. Одма што може да го Одма и сега, да. Тоа е. Дај ми нешто видам сега, што ќе ми даде резултат за месец-два и што ќе можам да го искористам за 3 месеци. Тоа е сега некако мајндсетот на младите луѓе. Пред 15 години не беше така, беше окей, јас сум тука да видам што има, сакам да останам тука, дај да видиме да работиме нешто така подолгорочно за да направиме некоја ситна промена, што би рекла Мила. И сега има такви млади, не велам не, но фокусот е сменет кон повеќе на личен бенефит, што не викам дека е лошо. И тука доаѓа моментот нели на вештини, на кариера, на што да се запишам, како тоа можам одма да го искористам, како можам одма да се вработам. Така што да, и сега гледам дека и организацијата е сменета во тој начин, дека се приспособува на тие потреби. Знам дека има поразлични програми од пред 6-7 години. Не знам, Никица, можеш ти повише да спомнеш, знам дека има кариерно насочување и така натаму, така што не знам. Да, имаме доста нови програми во споредба со пред 10 години, па дури 14, мислам, веројатно темите што се обработувале тогаш сега не ги обработуваме. И тоа често правиме анализа на потребите на младите, тоа можеме да го кажам, бидејќи се менуваат. Ние сега зборуваме за некој долг временски период, но потребите на младите се менуваат од година во година. Поготово сега после цела пандемија потребите се менуваат и тоа во моментот што го работиме, што е доста актуелно за младите, е менталното здравје, кариерното советување и волонтирање активизам. Тоа се некои 3 столба, да кажеме, на кои што се темели во моментов организацијата, кој што најактивно работи. И сите тие програми што ги креираме во нитој момент не потикнали, не дошле, да кажеме, од некоја наша идеја или од некоја можеби наша потреба, да и ние сме се соочили со некој проблем, но секогаш преку разговор со младите сме дошле во ситуација кај што они од нас бараат да ги креираме тие програми, потоа ние стапуваме во контакт нели со работници, експерти и така се доаѓаат до креирање на тие програми и одговор на нивните потреби. И мислам дека добро се снаоѓаме во одговор на тие потреби. Да, ментално здраве или здраве генерално, беше тема која што дојде многу спонтано и би рекла дојде многу пред пандемијата и драго ми е што беше така затоа што мислам дека дека бевме прва организација која што почнавме поактивно да работиме на темата ментално здравје. Да, можеби некаква организација, ама во тогашно време би рекла уште 2016-17 имаше навистина група на млади луѓе кои што беа свесни дека ние треба да зборуваме за емоционална интелигенција, кои што беа свесни дека треба што е ментално здраве, како треба да се руши стигмата и навистина од почеток со такви некои ситни иницијативи би рекла, иако пак се нели иницијативи кои што беа водени од млади, кои што ги работеа млади, навистина дојдовме до момент на вклучување на различни програми, предлагање на различни програми за ментално здравје, за кариерно советување, програми кои што веќе се работат во средните училишта, така што навистина има тука голем напредок и како што каже Никица, прилагодување на потребите. Океј, можеби потребите порано беа да се собираме често и да зборуваме во канцеларија, надвор од училишните клупи, меѓутоа сега потребите се родителите да бидат свесни за овие теми, потребите се наставниците да бидат свесни, наставниците да имаат вештини, да ги вклучиме, да бидат тие кои што ќе ги мотивираат младите, така што навистина иако младите можат организација која што нели пред се работи со млади, меѓутоа низ годините свативме дека е важно и да работиме со луѓето кои што работат со млади, родителите, наставниците, младинските работници, сите оние кои што треба да имаат вештини за се со цел младите нели да можат подобро да станат свесни за проблемите со кои што се соочуваат, да зборуваат и да имаат нели сојузници со кои што ќе ги делат програмите. Така што да, дефинитивно тука се гледа растот, можам да кажам. Да, дефинитивно, не знам, мислам дека би се сложила со мене дека во нитој момент во било кој сегмент да работиме и на било кој начин секогаш гледаме во насока на тоа вредностите што ќе им ги дадеме на младите, тој некој дали тој активистички дух или желбата да истражуваат нивната кариера или повеќе да зборуваат за менталното здравје, некако сакаме да ги држи понатаму, на пример ако се видиме после 5 години, например со Мила,
се уште да го има тој дух што го имале претходно. Не, да мислам дека тоа не е сремено тоа што било тогаш. И така и јас мислам дека еднаш кога ќе го доживееш сето тоа и адреналин и промената на крај кога ќе ја видиш, не може да излезе од тоа од тебе и тоа е така и секогаш нешто ќе те влече. Еве јас и после 5 години кога веќе и да кажам на некој начин можеби излегов од оваа бранша и влегов во некоја друга, тоа е секогаш тука во тебе и секогаш ќе видиш некој проблем и ќе си кажеш не, ова треба вака и вака да се реши или ќе, не знам, ќе седнеш и ќе си речеш дај нешто да направиме. Така и мене, значи јас иако сум излезена од овој сектори не сум толку активна, иако следам, се вклучувам, пак ја имаш потребата и после некое време си викаш, види, мене овој проблем многу ми смета, дај да најдам некој да го решам заедно со него. Така да, активна сум се уште, вредностите кои што сум ги научила од ММ се тука со мене и мислам дека и цел живот ќе бидат со мене. Искуствата и пријателствата кои што ги имаш стекнато се исто тука и тоа е за мене нешто безценето и нешто што веројатно без ММ не би можела да го имам денес. Ти имаш маш од ММ, јас дечко најдов од ММ, така да Што остане за мене? и тој дел на искуствата и на луѓето кои што ги запознаваш додека си тука, затоа што тоа се луѓе кои што имаат исто мислење како те, мислам исто мислење во насока на подобрување, развој. Тоа мислам дека се пријателства за цел живот и нешто што е непроценливо. Да, скоро се согласувам бидејќи во моментот кога почнав поактивно ја да работам тука со многу сите членови, во тој момент бев средно и сите со кои што соработувавме и ги правевме тие проекти беа средно и после тоа сега голем дел веќе не се во државата, студираат во странство, ама се уште ги имаме тој некој контакт и се тоа што не поврзува заедничко бидејќи сите студираме различни теми, тоа што не поврзува заедничко е некој момент што сме биле во ММ сите заедно, сме работеле сите заедно и сме правеле онака како се собереме не убаво да се потсетиме некои моменти, дали е тоа мотивацијски, дали е првата работилница, првата поголема иницијатива, така да скоро се согласувам со тебе дека останува тој момент и не можеш да заборави, бидејќи некако се спомени кои што и да сакаш не можеш да ги заборавиш. Да. Мене знаете што ме интересира? Ме интересира како младите сега се вклучуваат во организацијата. Пред 6-7 години тоа беше на ниво од човек на човек, од глас на глас, со пополнување пристапница, доаѓање во канцеларија, состаноци на членството. Како сега може на млад човек да се приклучи во младите можат? Види, во тој поглед не дека е нешто многу сменато. Мислам, младите можат се уште отворена за секој кој што сака да дојде во канцеларија. Тука сме близко до парк, централно кај што се движат младите. Се уште може да се јави, да ни пише, сега сме уште подостапни со сите социјални мрежи, нели сите оние начини на кои што младите можат да стигнат до нас. Меѓутоа, оно што сменето е дека не толку се користат сега овие начини, дека младите не често, окей, ќе бидат мотивацијски викенд, па е полно како порано, сега да бидеме реални. Не се толку посетени обуки, големи настани и слично. Па заради тоа се шалтаме малце, па правиме подкасти, гледаме да се доближиме до младите на поразлични начини. Меѓутоа, оно што е сменето е како што напоменав и претходно, работиме доста во средни училишта, доста сме присутни директно во училиштата, ги спроведуваме програмите преку наставници, преку училишните психолози, преку целата служба на различни теми, дали е кариерно советување, дали е физичко, ментално здравје, не знам дали е активизам, дали е решавање на одредени училишни проблеми, па би рекла дека можеби тоа е најлесниот начин преку кој што младите можат да се приклучат во младите можат. Доста сме присутни во самите училишта и преку сите програми младите имаат начин како да слушнат за организацијата, како да се одлучат, како да се охрабрат и тоа е најчесто примерот кој што сега го имаме. Многу често се прават самите иницијативи, не толку често се во канцеларија, него во самите училишта, тоа име сега на младите средина, сметам дека во која што се чувствуваат најбезбедно, така што секогаш гледаме да се прилагодиме и да одиме нели онаму каде што на младите им е најкомфортно. Се надам дека тоа беше тоа што го праша можда.
Да, и она што ете би се надоврзала, можеби за крај на сео што го разговаравме. Океј, да, кажавме дека нели младите се активирани, Мила е активирани после 5 години во организацијата. Никица е се уште тука, јас сум тука, Иван е се уште нели во невладин сектор и помага на други млади луѓе и токму тоа се и оние две признанија кои што се можеби доле кои што се гледаат. Навистина ми е драго што сите овие млади низ годините го имаат препознаено потенцијалот на организацијата и можам да кажам дека во било кој момент да се јавам на било кој човек со кој што сум работела пред 10 години или да се јавам на Мила, навистина ќе биде тука за организацијата, бидејќи се уште се чувствува таа припадност и на основачите на организацијата и луѓето кои што работеле низ годините, затоа што доста тимови си имаат променето и тоа е сосема окей, младите работат за организацијата, организацијата ги развива и тие развиваат организацијата и продолжуваат нели по собствениот пат, меѓутоа двете награди за младинско учество навистина ни кажуваат бидејќи се добиени согласно нас токму од младите не имаат дадена поддршката и сметам дека ни сите овие години навистина имаме изградена на огромна база на млади луѓе, не би зборала во бројки колку е тоа затоа што сметам дека нели не е нерелевантно колку се тоа млади, ама приказните што вака секој ден ги слушам и сето тоа што нели имам можност да го следам и преку социјални мрежи се каде се врсниците со кои што дојдов јас на обука или направивме нешто во промената ме радува. И такви некои поддршки секогаш се нели она што не мотивира и ние да продолжиме да работиме. Мене како нели човекот што води организацијата да бидеме тука за младите, но на лично ниво да помогнеме на секој еден и да пробаме да го активираме, затоа што не секогаш е нели само важно да го внесеме тој активистички дух. Доволно младите да им помогнеме да си ги изградат своите лични вештини, своите професионални вештини, секако поголемото добро е да вратиме добро за заедницата назад. Меѓутоа, сите тие програми доведуваат до момент навистина да младите можат и да младите сакаат да направат нешто добро за младите. Фала ви многу за времето. Многу ме радува што се собравме барем на ваков начин да се видиме, да си промоабетиме за организацијата. За сите оние кои што не следат, се надам дека бевме интересни, дека можеби малку ве поттикнавме да се приклучите во младите можат, ако не успеавме, следете на нашите следни подкасти. И секако, доколку имате некоја тема, пишете ни во коментар, слободно предложете и можеби гости некои со кои што сакате да зборуваме и нели секако остануваме тука за да ги следиме сите младински прашања и теми. Се гледаме.